Пладневна изјава 5 август 2024 година. Најпрво сакам да упатам една голема молба до сите медиуми да пренесат две за нас исклучително важни информации во врска со причини за предизвикување на пожари. Од страна на земјоделците на повеќе локации низ државата се користат плински уреди кои што од време на време испуштаат звук сличен на пукот кој што ги брка птиците кои што го оштетуваат нивниот род. Ваквите плински уреди представуваат голема опасност за појава на пожари на отворено, кои што потоа прераснуваат во шумски пожари. Веќе имаме најмалку еден потврден случај кога дошло до експлозија на плинската боца, од која што самиот уред зема плин за да ги испушта пукотниците. При тоа се појави пожар кој што благодарение на брзата интервенција на локалните пожарникари беше брзо совладан и истиот не се претвори во голем пожар на отворено, а потоа и во шумски пожар. Апел до сите оние кои што користат плински уреди да бидат исклучително внимателни, или да не ги користат и овие уреди, или доколку ги користат тоа да биде во согласност со законските и подзаконски уредби кои што предвидуваат безбедно користење на ваквите уреди. Оставањето на плинските боци на сонце е голем ризик и потенцијал за појава на пожари на отворено. Вториот апел е до сите луѓе кои што живеат или повремено престојуват во своите стари куќи, обновени куќи или викендици во полунапуштените или напуштените села. Доколку забележат лабави жици кои што не се доволно обтегнати, жици кои што на средината се допираат и при тоа искрат, жици кои што во случај на посилен ветер може да предизвикат искрење, а потоа да настане пожар. Истото итно да го пријават во Евана. По барање на Евана одржавме една исклучително конструктивна средба на највисоко ниво, во која што истите изразија голема подготвеност секаде онаму каде што ќе добијат пријава за лабави жици, итно да постапат и да ги затегнат жиците или на друг начин да ги обезбедат истите за да не дојде до појава на искрење како потенцијална причина за појава на пожар на отворено. Воедно, на оваа средба бевме информирани дека нивните екипи во согласност со нашето барање од пред неколку месеци засилено работат на терен, но едноставно има многу напуштени или полунапуштени села во кои што имаме довод на електрична енергија, значи имаме стари бандери кои што на некои места се искривени и на тој начин прават меф, условно кажано, на самите жици. Значи, апел до сите граѓани кои што ќе забележат лабави жици за кои што постои ризик да се допрат, да предизвикат искрење, а потоа да настане и пожар, истото да го пријават во Евана. Еден друг момент кој што во текот на вчерашниот ден предизвика одредени контраверзии, особено во некои од медиумите кои што известуваат на албански јазик, е пожарот во Пласница. Зборував со градоначалникот, се работеше за пожар на релативно пристапен терен, пожар кој што, иако настане паника, сепак не можеше да го загрози селото Пласница, бидејќи се работи за живо село во кое што живеат можеби повеќе од 500 луѓе. И селото, иако можеби некому му изгледало загрозено, реално не беше загрозено. Во истиот тој период ние се справувавме со повеќе од 5 екстремно тешки пожари на екстремно тешок терен, каде што луѓето едноставно не можеа да интервенираат и моравме да ги користиме воздухопловите, кои што патем нивниот број се намалува. Во текот на вчерашниот ден, недела 4 август 2024 година, имавме вкупно 29 пожари на отворено. Од нив целосно се изгаснати 21 пожар, додека под контрола се ставени 3 пожари. За жал, 5 пожари се активни и во текот на денешниот ден. Но во меѓувреме се појавуваат и нови пожари на територијата на државата, а еден специфичен пожар од албанската страна на границата во реонот на Преспанското езеро се движи кон наша територија, поради што ќе се обидеме исто да го стопираме уште на албанска територија, бидејќи доколку влезе на наша територија, истиот влегува на непристапен терен, каде што меѓу другото има и борова шума и неговото гаснење ќе биде исклучително тешко. Во овој момент се обидуваме да воспоставиме контакт со албанските власти, за да ни биде дозволена интервенција со воздухоплови и од албанската страна на границата или на самата граница, но маневрите на леталата знаат да навлезат и на албанска територија.
Активни пожари кои што се провлекува од неколку денови е пожарот кај Брезница на територијата на општина Македонски Брод, каде што трошиме секојдневно голем број на ресурси, но овој пожар действувавме со повеќе хеликоптери, со концентриран напад, со концентрирано фрлање на вода на една точка, действувавме и со тракторите, но резултатот е доста слаб. Можам да кажам дека селото Брезница е заштитено и меѓу другото благодарение на локалното население или поточно луѓе кои што престојат повремено во ова убаво македонско планинско село. Направени се противпожарни појаси околу селото и сметам дека селото не е загрозено, но за жал пожарот продолжува на некои места низ многу квалитетна борова шума. Таму е упатен унгарскиот тим со поголем број на пожарникари, на кој што подршка му дават 50 на припадници на македонската армија и овде е тимот пожарникари од Македонски Брод. Но кога зборуваме за тим македонски пожарникари од Македонски Брод, овде мислам на целата територијална противпожарна единица од Македонски Брод, која за жал број само 12 пожарникари. 12 пожарникари покриваат огромна територија и навистина е тешко да се справат со било каков посериозен пожар, а не со ваков монструм од пожар, како што ни се разви на територијата на општина Македонски Брод, околу воатарот на селата Брезница и Тажево. Исто така ни се провлекува и пожарот на Илинска планина, кој што е многу сложен за гасење. Во неколку наврати действувавме со трактори, се крeva чад кој што го оттежнува движењето на леталата и истите од безбедносни причини мора да бидат повлечени. Овде действуваат доброволци, местно население, но и доброволци од земја, поддржани со мал број лица од национални шуми. Третиот пожар е пожарот кај Гевгелија, кај село Фурка, кој што се движи кон Каравалија, исто така тежок пожар за гасење. Утрово таму действуваат неколку хеликоптери. На територијата на општина Студеничани, значи во близина на Скопје, кон селото Драчевица и село Црвена вода, исто така е активен пожар на отворено, каде што гори мешана шума. Активен е пожарот на територијата на општина Пробиштип, воаторот на село Зелениград, односно Осоговски планини, кој што се движи кон Пониква, но овде горењето е многу мало. Пожарот повремено, без малку и да не се гледа, но во попладнените часови доаѓа до негово повторно чадење и разгорување. Верувам дека овој пожар благовремено ќе биде сопрен и нема да ја загрози викенд на селбата Пониква. Овие се најтешките пожари, за жал имаме уште неколку помали пожари со кои што локалните територијални единици успешно се справуваат во овој момент, но би сакал да известам јавноста дека во текот на денешниот ден замина посадата и едниот чешки хеликоптер, еден словенички хеликоптер, како и двата шведски трактори. Во овој момент на помош во државата од странство имаме еден српски хеликоптер и тоа Airbus Super Puma со 3-тонско ведро, како и два хеликоптери од Унгарија кои што се исклучително корисни, имаат 2-тонски ведра, два трактори од Германија кои што носат 3 тона вода, но имат едно ограничување, истите се со тркала и не може да полнат вода од нашите убави езера и истите мораат да следат на аеродромот за да наполнат вода. На тој начин кругот кој што мора да го направат бара подолго време и истите гледаме да ги користиме колку е можно поблиску до Скопскиот аеродром. Исто така имаме и тим од 44 лица унгарски пожарникари со специјални теренски возила кои што действуваат во реонот на село Брезница. Вчера имав директна комуникација со нив, можев да ги наблюдувам како работат на дело. Самата опрема и црева од 2 км многу помагат во гасењето на шумските пожари, но сепак и тоа е недоволно, бидејќи се работи за голема област, големо подршје зафатено со пожари. Со повеќе информации ќе излеземе во пишана форма во Вибер групата на ЦУК, но доколку има потреба во попладнените часови, ќе се јавам со нова видео порака.